За основците и средношколците денеска е последниот училишен ден од учебната 2025-2026 година. Над 13.000 ученици оваа учебна година посетуваа настава во општинските основни и средни училишта, а за учениците од четврта година во тек е полагањето на матурскиот испит. Соопшти на денешната пресконференција раководителот на секторот за образование Александар Јовановиќ. Денеска 10 јуни 2026 година завршува наставна година за учениците од 1 до 9 одделение од основните училишта или 9346 ученици и ученици од 1 до 3 година од средните училишта на територија на општина Куманово. Тоа се 3725 ученици или за вкупно 13.071 ученик во општинските основни и средни училишта на територија на општина Куманово, вклучувајќи ги учениците од четврта година кои ја завршија наставата пред извесен период и веќе за нив е во тек полагање на матурскиот испит. Во оваа прилика би сакал да им посакам успех на учениците во полагањето на матурскиот испит, било која матура и да ја имаат изберено да одлучат да полагаат, а потоа е нормално и запишување на факултетот кој тие ќе си го изберат. На останатите ученици од 1 до 9 одделение и од 1 до 3 година им посакувам убав и успешен и активен училишен летен одмор. Можем да кажем дека заврши успешна учебната 2025-2026 година за сите училишта во кои во повеќето имаше реализација на многу проекти потикнати и обуки од страна на Министерството за образование и наука, Биро за развој на образование, општината, потоа невладиниот сектор, невладините организации и граѓанските здруженија. Имаше реконструкции на училишта во подобрување на инфраструктурата, во тек се само да напоменам реконструкција на училишната спортска сала во општинското основно училиште Толи Зордомис и реконструкција на кровот, потоа на прозорците и поставување на енергетско ефикасна фасада на музичкото училиште Панче Пешо, кое долго години не беше реконструирано, значи од септември учениците ќе започнат настава во музичкото училиште во реновирани и обновени устови. Многу настани беа реализирани во училиштата. Сведоци сме на многу признанија и награди на учениците, и тоа награди како на општински, на зонски, на државни, на меѓународни надпревари. Имаме ученик кој ќе оди на Олимпијада по физика, чинам дека во Колумбија, така да сме од тој аспект презадоволни. И така треба да продолжат. Им честитам на учениците, на нивните ментори. Исто така оваа година имаме наставници во основните и средните училишта кои се стекнаа со кариерно напредување, звање наставник ментор и звање наставник советник. Честитки за постигањата на наставниците, им посакувам успешна работа и под оваа звање менторирање и советување на училиштата. Сходно на тоа, традиционално и оваа година Сдруженијето на просветни работници Куманово ќе организира свечено доделување на наградите на најуспешните ученици или на манифестацијата насловена како ученик на генерација или првенец на генерација за 2026 година, кој ќе се одржи на 17 јуни во Занаечиски дом, каде што на еден свечен начин ќе бидат доделени признанијата на најуспешните ученици од основните и средните училишта. Во однос на проблемите во текот на учебна година имало и претходната, имало и оваа, ќе има и следна. Најмногу пријави имаше доноси до инспекторатот од страна на родителите за врсничкото насилство, булингот кој и оваа година не ги одмина општинските основни и средни училишта, но добро е што овие пријави се завршуваат во кругот на училиштето и најголем дел од нив се решаваат во кругот на училиштето. Во оваа пригода сакам да се заблагодарам за успешната соработка, која имаме прекрасна соработка изминатата учебна година со Министерство за образование и наука, потоа Биро за развој на образование, Државниот просветен инспекторат, СВР Куманово одсек за превенција, Општинскиот совет за превенција на детско престапништво, невладините организации, исто така Сдруженијата на граѓани, исто така благодарност до наставниците, учениците и родителите.
Гимназијалецот Андреј Доневски, ученик од трето 2 клас, обезбеди место во тимот што ќе ја представува Македонија на Светската олимпијада по физика, која ќе се одржи во Букараманга, Колумбија од 4 до 12 јули годинава. Тој е дел од тимот од 5 ученици кои постигнаа најдобри резултати на селекциониот надпревар одржан на 28 мај годинава, а единствен од Куманово. Ментор на гимназијалецот Андреј Доневски е наставникот по физика Костадин Димитриевски. Со свечена музичка програма во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, учениците и наставниците од Училиштето за основно музичко образование Панче Пешево од Куманово го одбележаа патруниот празник. Пред многобројната публика настапија соло интерпретатори, пејачи и инструменталисти, хорот и оркестарот на училиштето, изведувајќи дела од класичната музика и популарни светски хитови во чест на патронот, народниот херој Панче Пешев. На годинешниот концерт настапија кумановските млади таленти Ивона Јо и Петар Радевски, кои што ја надополнија свечената програма. Училиштето и оваа година го потврди својот квалитет и посветеност во музичкото образование, освојувајќи вкупно 14 награди, 4 државни, 9 меѓународни и 1 интернационална награда во класите пијано, виолина и соло пеење. Овој значаен јубилеј е уште една потврда дека Училиштето за основно музичко образование Панче Пешев продолжува да исполнува својата мисија, препознавање и развивање на млади музички таленти, објави градоначалникот Максим Димитриевски. Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со Општинскиот совет за превенција реализираше превентивна активност на повеќе локации во Куманово, насочена кон подигнување на сообраќајната култура и подобрување на безбедноста на пешаците. Активноста беше фокусирана на почитување на пешачките премини и спречување на непрописното паркирање на тротоарите, кое често го отежнува безбедното движење на граѓаните. Советот на Општина Куманово утре ќе одржи редовна седница на која се предвидени 31 точка на дневниот ред. Пред советниците ќе се најдат предлог одлуки за давање согласност за годишните планови за вработување во неколку училишта, годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Североисточниот плански регион со извештај за финансиското работење на Центарот за развој на Североисточниот плански регион за 2025 година, како и предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за основање на заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад Еко Исток Североисток Свети Николе. Ќе биде предложена и исплата на еднократна парична помош од буџетот на Општина Куманово за 2026 година.
Здруженијето Доверба Куманово реализираше трибина во рамки на проектот Здрави врски, основа за ментално здравје, посветена на важноста на отворениот разговор, меѓусебното разбирање, поддршката и грижата за менталното здравје. Завршниот настан од проектот се одржа во Занаетчискиот дом. Проектниот координатор Дивна Јанкова информираше дека преку проектот едуцирани се девојчиња на возраст од 16 до 19 години и професорки и стручни соработнички од средни училишта во Куманово и Охрид. На трибината стручни лица од областа на психологијата дискутираа за предизвиците со кои се соочуваат младите, влијанието на токсичните врски врз нивната емоционална благосостојба и важноста од навремена психолошка поддршка. Учесниците покажаа дека младите може да бидат важни носители на позитивни промени преку отворена комуникација и заедничка поддршка од семејството, училиштето и заедницата. Идејата е да се реагира пред младите да влезат во нездрави партнерски односи или подоцна во брачни заедници, што може да резултираат со насилство и долгорочни последици за целото семејство, изјави Јанкова. Проектот го реализира Здруженијето Доверба Куманово со поддршка на екуменска иницијатива Жени од Омиш, Хрватска. Ова е завршеток на проектот, во кој што се обучува 17 девојки од 16 до 19 години и 7 стручни лица, односно стручни соработници и наставнички во Охрид, со две училишта, Наце Буџони и гимназија и 2 средни училишта во Охрид. Беа на обуката со цел да се научат младите девојки како да препознаат токсични врски, да постават здрави граници и како понатаму да одржуваат здрави односи засновани на почит, поддршка и еднаквост. Навреме да се препознаат токсични врски, тоа е целта, нели? Да се препознае нити да се влезе во таква врска или пак брак, како би се спречиле многу насилства во семејствата и во кое што трпат и децата и целата заедница. Она што би препорачала, не е важно само да работиме на личното ментално здравје, на личен раст и развој, туку и да работиме на тоа какви врски и односи имаме со нас. Тоа е основата за една психичка благосостојба, за една искрено јака и личност полна со самодоверба и заедницата од тоа ќе има корист, имаме здрави личности сви. Општинското основно училиште Толи Зордомис со повеќе активности го одбележа патрониот празник. По повод денот на училиштето се одржа литературен настан во организација на наставниците од активот по македонски јазик. Учениците учествуваа во креативно творење и читање своји литературни творби кои беа оценувани од стручна комисија. Свој придонес во реализацијата на настанот даде и Здруженијето на писатели Куманово. Во меѓувреме беа доделени дипломи на учениците на генерацијата и на наградените ученици и наставници за заслужениот успех и достигнувањата во текот на учебната година. На 8-миот Белгородски меѓународен фестивал конкурс за деца и млади насловен Прозорец кон Србија, поддржан од Министерството за култура на Белгородската област, Амбасадата на Република Србија во Руската Федерација и представништвото на Република Српска во Руската Федерација, сите три учеснички, односно ученички во основното училиште Толи Зордомис освоија награди. Теодора Трајковска освои прво место во поезија, ментор Марија Цветановиќ. Лена Ѓоргиевска освои второ место во проза, ментор исто така Марија Цветановиќ. Второ место во проза освои и Мелани Пауновска, ментор Емилија Ристова. Како што објави училиштето, учеството беше реализирано по иницијатива на учителката Валентина Петрушевска-Благоевска, а свој придонес дадоа и учениците од 4-то оделение преку цртежи и интерпретација на песната Македонско девојче. Во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокупиев утре вечер со почеток во 20 часот ќе биде отворена традиционалната ликовна изложба Самоуки 2026. На изложбата ќе бидат представени 40 слики изработени од 16 автори. Проектот е поддржан од Министерството за култура и туризам. Изложбата ќе биде поставена до 25 јуни.
На градскиот плоштад во Куманово од утре до 13 јуни ќе се одржи 6-тиот меѓународен боксерски турнир Мирослав Петровиќ. На турнирот учество ќе земат надпреварувачи од 15 држави.